Како некој што одлучил да придонесе за намалено загадување и со автобус заминал на работа, за да не вози автомобил, да се врати дома, откако ЈСП на сред ден си одлучиле да го укинат бесплатното возење. Ало, градоначалник или кој било надлежен, има ли да објасни? Вака еден револтиран граѓанин на социјалните мрежи напиша за укинатиот бесплатен превоз на јавното сообраќајно предпријатие сред работен ден. Бесплатниот превоз во јавното сообраќајно предпријатие беше една од вонредните мерки и интервентните препораки спроведени од 8 јануари од страна на град Скопје, поради зголемениот процент на PM10 штетните честички. Одлуката за укинување на мерките против аерозагадувањето ја соопштија вчера Министерството за животна средина и град Скопје, затоа што среднодневните концентрации на PM10 честичките биле под дозволената граница, односно само една мерна станица покажала поголемо загадување од дозволениот праг на PM10 штетните честички. Со престанување на важењето на вонредните мерки, значи укинување на бесплатниот превоз во автобусите на јавниот превоз од денеска, а не од вчера како што тоа го направи ЈСП. Но во меѓувреме, додека траеше спроведувањето на вонредните мерки, јавното сообраќајно предпријатие излезе со соопштение на нивната официјална веб страница во писмена форма, кое вели: Известување 10 јануари 2018. Почитувани патници, ви известуваме дека мерките за бесплатен превоз во автобусите на ЈСП и на приватните превозници престанува од овој момент, 16 часот, 10.1.2018. Ви благодариме на разбирањето. Откако во автобусите беше спроведена наплата на билетите на патниците, ЈСП со уште едно соопштение на нивната веб страница. Почитувани патници, ви известуваме дека мерката за бесплатен превоз ќе трае до 24 часот на ден 10.1.2018. Се извинуваме за настанатото недоразбирање. Јавното сообраќајно предпријатие не испрати ниту едно официјално соопштение до медиумите за да јавноста биде информирана кога мерката престанува да важи. Денеска ја контактиравме службата за односи со јавност на ЈСП. Оттаму во краток разговор ни посочија да испратиме мејл со прашања. По разговорот испративме мејл во кој побаравме став и објаснување за настанатата ситуација. По час и половина повторно ги контактиравме. Оттаму со одговор дека директорот е на состанок и не е во можност да одговори на прашањата. Се до овој момент, ниту во пишана, ниту во било каква форма не добивме објаснување од јавното сообраќајно предпријатие. Ако не ние, редакцијата на телевизија Нова, барем граѓаните кои редовно го користат јавниот превоз, заслужуваат разврска за настанатата ситуација. Дали град Скопје ги донесува и укинува вонредните мерки за аерозагадувањето, или некој на своја рака превземал таков чекор.